Што се државата прави за да го одржи јазичниот, културниот идентитет на македонците и селеници? Дали селениците треба да имаат право на глас? Изборите во декември 2016 година поминаа без даден пратеник од диаспората. Нам ни се потребни одговори на овие прашања за кои денес ќе поразговараме со нашиот гостин во студио, господин Васил Наумов, директор на Агенцијата за иселеништво, правник и познавач на политичките состојби во земјава. Најпрво, добар ден. Добар ден, добро ве нашол. Благодарам за можноста што ми ја дадоте да се обратам пред гледачите на вашата телевизија. Посебно ме мило, затоа што јас сум од овој регион, Штипјанец, и за прв пат на телевизија настапуваме на регионална, локална телевизија Штипска. Така. Како прв човек на агенцијата, ајде да поразговараме за она што таа истата го врши, во кои насоки делува и кои се главните прашања на кои што работи. Така, значи Агенцијата за иселеништво на Република Македонија е самостоен орган на државната управа, што значи не е во состав на ниедно министерство. За својата работа одговара директно пред владата на Република Македонија, директорот го назначува владата на Република Македонија. Надлежностите на Агенцијата за иселеништво се пропишани во Уставот на Република Македонија, член 49, и во Законот за организација и работа на органите на државната управа, каде што се пропишани надлежностите на сите државни органи. Согласно овој Закон за организација и работа на органите на државната управа, Агенцијата за иселеништво на Република Македонија има обврска да се грижи за правата на иселениците од Македонија и за правата и положбата на иселениците од Македонија, да ги унапредува врските помеѓу Република Македонија од една страна и иселениците и иселеничките организации од друга страна, да ги информира иселениците од Македонија за состојбите во Република Македонија, да се грижи да ги вклучува иселениците во јавниот, економскиот, политичкиот живот на Република Македонија и не помалку, туку веројатно најважно, да го помага културниот развој на иселениците. Ова е вака една широко поставена сфера на надлежности на Агенцијата за иселеништво и ние врз основа на оваа законска одредба во Агенцијата за иселеништво носиме стратешки план за работа на Агенцијата за иселеништво, кој што стратешки план е во согласност со стратешкиот план на владата на Република Македонија. Ова се однесува на неколку години стратешкиот план и носиме програма за работа, годишна програма за работа, преку која што ги преточуваме во дело сите овие задолженија кои ги имаме и од законот, а секако и од стратешкиот план кој што го носиме. Сакам да кажам неколку работи на кои треба посебно да се обрне внимание. Значи, Агенцијата за иселеништво има обврска и право и должности да се грижи само за иселениците од Македонија. Многу често се меша, се мисли дека Агенцијата за иселеништво има надлежност да се грижи и за правата на македонското малцинство во соседните земји, меѓутоа тоа е исклучива надлежност на Министерството за надворешни работи. Од друга страна пак, Агенцијата за иселеништво има на некој начин поделени надлежности во неколку сфери, клучни сфери со другите државни органи. Пред се тука тоа е Министерството за надворешни работи, кое што исто така има своји права и обврски во делот на иселениците од Македонија, но они иселеници кои се државјани пред се на Република Македонија им дава пред се конзуларни услуги. Тоа се во главно доменот на работите и обврските на Министерството за надворешни работи. За разлика од тоа, Агенцијата за иселеништво се грижи за правата и положбата на сите иселеници од Македонија, независно дали имаат државјанство на Република Македонија или немаат, затоа што знаете голем број на иселеници од Македонија се имат иселено од другите делови на Македонија, од Егејска Македонија, од Пиринска Македонија, се имат иселено не само од другите делови, се имат иселено и во време кога воопшто не постоела Република Македонија како држава пред 45 година. За овие луѓе исто така кои се иселеници од Македонија во поширока смисла, во етничка, во историска, географска смисла,
Агенцијата за иселеништво има врска да се грижи и се грижи. Уставот прави многу јасна дистинкција помеѓу термините и поимите Македонија и Република Македонија. Значи, Агенцијата за иселеништво се грижи за иселениците од Македонија во незината историска, географска, етничка, јазична смисла, а ги информира за состојбите во Република Македонија или пак настојува да ги вклучи во економскиот, јавниот, политичкиот живот овде во Република Македонија. Значи, тоа беше во делот по однос на Министерството за надворешни работи, по однос на Министерството за образование, бидејќи кажав, ние ги делиме нашите надлежности со повеќе државни органи. Значи, Агенцијата за иселеништво е една од клучните надлежности и е во помагањето на културниот развој на иселениците. Во рамките на ова спаѓа чувањето, негувањето на македонскиот јазик, односно јазиците на припадниците на другите етнички заедници во Македонија и лицата кои се иселени од Република Македонија припаѓаат кон овие етнички заедници. Значи, Агенцијата за иселеништво во рамките на овие напори значи, го чува и негува идентитетот на македонските иселеници, секако е упатена кон тоа да го чува, помага негувањето на македонскиот јазик и македонската култура, бидејќи јазикот е столбот на македонскиот идентитет. Овие напори ги правиме заедно, значи со активности ги преземаме заедно со Министерството за образование, бидејќи Министерството за образование има исклучива надлежност во оваа сфера, во доменот на определувањето на наставните програми, во доменот на испраќање наставници од Македонија во средините каде што се изучува македонскиот јазик од страна на македонските иселеници, помогнато од Република Македонија. Агенцијата за иселеништво пак си има свој дел на активности кои се состојат во тоа да ние помогнеме во определувањето на средини каде што има потреба од изучување на македонски јазик, каде што има училиште и каде има потреба да се испратат наставници. И исто така ние изготвивме еден учебник, но можеме и подоцна околу тоа. Овде, значи, во овој дел само да ги определиме разликите во надлежностите помеѓу другите државни органи и Агенцијата за иселеништво, како што може да заклучат гледачите, станува збор за една прилично обемна материја во која што сме упатени на соработка државни органи едни со други, значи Министерство за надворешни, Министерство за образование и Министерство за култура во делот на чувањето и негувањето на македонската култура, и ние тие активности ги преземаме координирано, а се со цел, значи, да ги унапредуваме врските со македонските иселеници од една страна, од друга страна да го зачуваме, да помогнеме за зачувувањето на идентитетот кај македонските иселеници. Ете, го споменавме прашањето на зачувување и јакнење на идентитетот, но и унапредување и запознавање со јазикот и одржување на таа врска. Летна школа за унапредување и изучување на јазикот, но од оваа година и зимска школа. Што тоа значи? Значи ли дека расте интересот и дека имаме се повеќе граѓани кои што сака да се посветат на ова? Значи, вака, како што кажав, Агенцијата за иселеништво заедно со другите органи презема активности кои се однесуваат пред се за поттикнувањето на македонските иселеници во нивните напори за чување и негување на македонскиот идентитет. Клучниот столб на македонскиот идентитет е македонскиот јазик и македонската култура. Нормално, тука се обичаите, фолклорот, традицијата, сето тоа. Меѓутоа, јазикот е стожерот на македонскиот идентитет. И не случајно главните напори ги преземаме во таа сфера. Македонските иселеници во средините во кои што живеат се најнепосредно изложени на притисоци за асимилација, што е сосема разбирливо, бидејќи живеат во средини каде што се говори на друг јазик, се размислува на друг јазик, се сонува на друг јазик, каде што има други обичаи, други традиции, друг фолклор. И затоа многу важно е за Република Македонија и за нас како македонци да го помогнеме чувањето и негувањето на македонскиот јазик, бидејќи јазикот е клучот преку кој што се пренесуваат сите овие вредности, културата, фолклорот, традициите, обичаите. Ако ние не успееме да го зачуваме јазикот меѓу македонските иселеници, тогаш можеби не веднаш, но после неколку генерации тешко дека ќе можеме да зборуваме за македонски идентитет кај македонските иселеници.
Впрочем, зборот идентитет значи идентичност, истост. Значи ние се обидуваме да го зачуваме, да ги зачуваме истите тие вредности кои што чина таа една културна матрица која што го представува македонскиот идентитет, клучот на таа целосно, значи културна матрица, столбот, стожер, како да го наречам, е македонскиот јазик. И токму затоа и треба да се прават и да правиме и продолжуваме да правиме напори кон тоа да македонските иселеници го чуваат и негуваат македонскиот јазик, бидејќи, како што кажав, тие се најнепосредно изложени на асимилацијата, да не се разбере погрешно, да не се мешаат термините асимилација и интеграција. Значи, ние од Агенција за иселеништво и Република Македонија воопшто, нашите политики се насочени кон тоа иселениците од Македонија да се интегрираат колку е можно подобро во средините во кои што живеат. Што значи, колку е можно подобро да го научат јазикот на средините во кои што живеат, да ги прифатат културните вредности и воопшто се што значи вредности на таа држава во која што живеат. Меѓутоа, во исто време, да не го заборават македонскиот јазик, да не го заборават македонскиот идентитет и да го негуваат македонскиот јазик, македонскиот идентитет и се што тоа значи како идентитет, како што спомнав малку претходно. Вие гледате дека токму не само што македонските иселеници се изложени на асимилација и се на браникот на македонскиот јазик и затоа мораме да действуваме да го зачуваме македонскиот јазик, вие гледате дека овие денови и македонскиот јазик е нападнат и овде, во Република Македонија. Ние сме доведени во ситуација да дебатираме дали или не, колку требало да се употребува македонскиот јазик, колку требало да се употребуваат други јазици на целата територија и дојдовме до такви абсурди да разговараме за тоа нашите деца овде во Македонија да учат на некој друг јазик, а не на македонски јазик, и тој друг јазик да бил задолжителен јазик. Ние, ако не се избориме за оваа работа, ако не се избориме да го одбраниме нашиот јазик, тогаш ќе биде загрозен и нашиот идентитет, ќе биде загрозено се оно што значи македонски национален идентитет и затоа, значи, треба да се продолжи со напорите да се чува, негува македонскиот јазик. Во однос на ова што ме прашате што се правиме, летна школа, зимска школа, да, Агенцијата за иселеништво повеќе години назад, 10 години, одржува летна школа за македонски јазик, наменета за најмладите иселеници на возраст од 6-7 до 18 години. Таа е со траење од една недела, се одржува во Охрид секоја година, традиционално. Нормално дека за една недела децата на македонските иселеници не можат да научат јазик и дека не можат да го усовршат или да ги подобрат Бог знае колку нивните знаења. Меѓутоа, што е целта на оваа летна школа? Целта е пред се да се разбуди интересот кај најмладите иселеници за македонскиот јазик. Оние кои не го познаваат, значи да се разбуди интересот кај нив. Оние кои го знаат во одредена фаза, уште повеќе да се заинтересираат за македонскиот јазик. Да имаат можност да бидат во допир со преку нивното присуство овде во Република Македонија и со културно-историската споменици, традиција во Република Македонија и со современата Македонија, и со обичаите, и со фолклорот македонски, но и со нивните, значи, врсници од Република Македонија. Исто така да воспостават контакти со врсниците од други средини, бидејќи на овие летни школи доаѓаат деца од Канада, доаѓаат од Хрватска, доаѓаат од Шведска, меѓу себе се поврзуваат и така стануваат дел на една целина, а тоа е на, значи, македонското ткиво, кое што е неразделно независно каде е во светот. Во однос на зимската школа, како што кажавте, да, се организира и зимска школа, но таа е во организација на Министерство за надворешни работи, како што кажав, ние ги координираме и надополнуваме активностите. Таа зимска школа е наменета пред се за децата значи за припадниците на македонското малцинство во соседните земји. Значи ние тука ги координираме активностите и секако дека ова е исто така многу важна работа која се прави кон чување и негување на македонскиот идентитет и чинам дека ние треба да продолжиме и овде во Република Македонија да се бориме и да се избориме за тоа македонскиот јазик да остане стожерот на оваа држава, да остане кохезионата сила на оваа држава. Во спротивно, ако биде загрозен македонскиот јазик,
преку македонскиот јазик ќе биде загрозена кохезионата сила, единствената кохезиона сила на Република Македонија како држава и не знам што би следувало понатаму. Одиме кон прашањето за инвестирање на иселениците овде во Македонија. Колку државата ги привилегира ваквите одлуки на нашите иселеници и дали треба да се работи повеќе на ова прашање кон обезбедување на поголеми придобивки или ослободување на иселениците кои што сакаат да вложат капитал овде? Значи, македонските иселеници во однос на можностите, начините, постапките за инвестирање во Република Македонија се изедначени со сите останати инвеститори. Се работи за тоа да се воопшто подобрат условите за инвестирање во Република Македонија и владата на Република Македонија го прави на разни начини, ги олеснува можностите за инвестирање на сите инвеститори, домашни, странски, вклучително и македонските иселеници кои што живеат надвор од Република Македонија. Вие слушнавте пред некој ден, Heritage фондацијата ја рангираше Македонија на 31 место според степенот на отвореност на економијата и можностите за правење на бизнис, што е едно изворедно рангирање, затоа што е Република Македонија на прво место од сите земји во регионот и далеку пред другите земји од поранешна Југославија или Западен Балкан и слично. Тоа е начинот на кој што ние можеме да привлекуваме инвеститори и вклучително им да ги привлечеме македонските иселеници да инвестираат. Инаку треба да се знае дека македонските иселеници инвестираат и има овде веќе значи многу од подамна инвестиција од македонските иселеници. За жал не се доволно експонирани, не им се дава доволно до значење или пак се занемарува фактот дека се тие иселенички инвестиции. Еве јас ќе спомнам еден факт кој што веројатно сите го знаат, ама бегло преминуваат преку него. Една од најголемите инвестиции е од мој сограѓани, значи човек кој потекнува од овој град, од Штипи, мој соученик, господинот Жан Митрев. Тој можеби не е иселеник како што некој го замислува во класична смисла дека е роден во надвор од Македонија, меѓутоа добар дел од својот живот помина надвор од Македонија, живееше како иселеник и се реши да се врати овде и инвестираше во Република Македонија и видовте што направи. Ние мислам дека е неговата болница и воопшто неговата инвестиција за пример за сите останати не само иселеници, туку и домашни инвеститори. Има голем интерес од македонските иселеници да инвестираат, посебно од европските земји, затоа што Европа беше во тешка криза, но и не само затоа, туку и поради близината на Европа, затоа што врските помеѓу македонските иселеници во Европа и Република Македонија се посилни, посебно од овој источен регион, каде што голем дел од македонските иселеници живеат во Италија, најголемиот дел, голем дел во Швајцарија, Германија, но Италија би издвоил, каде што прилично голем дел, значи во последните 25 години се иселија во тој дел од светот. Значи, иселениците од овој дел, посебно од Европа, се посебно заинтересирани не само за инвестирање во Република Македонија, туку за отпочнување пред се на помали фамилиарни бизниси, како можност, како начин да си ги вратат фамилиите и да го продолжат живеењето овде во Република Македонија. Ова, како што кажав, пред се затоа што и во криза беше Европа, и затоа што луѓето сакаат да си се вратат, но и поради политиките европски во однос на луѓето имигранти кои живеат во овие земји, кои не се ориентирани интегративно, значи они имаат политики да прифаќаат имигранти, но не ги интегрираат до крај и никогаш тие луѓе до крај не може да се почувствуваат дека припаѓаат во овие средини, за разлика од прекуокеанските земји, Австралија, Америка и Канада, кои што морам да кажам дека се сосем обратно интегративно ориентирани или они ги нарекуваат големите котли за топење, за мелење, нели, каде што се мелат сите идентитети и нации, но ние правиме напори и таму, и тука, и секаде, значи тој идентитет да не го заборават нашите македонци и да го зачуваат независно каде и да се.
Господине Наумов, како познавач на политичките состојби, но и директно во средба со иселениците од Македонија, ќе го поставам прашањето за она што стана и спорно после изборите во декември 2016 година. Дали македонците во диаспората треба да имаат право на глас или не треба да имаат? Се случи тоа што се случи, не обезбедивме пратеник од диаспората. Каков е вашиот став во однос на ова прашање и каков е ставот на македонците во диаспора? Значи, дали македонците во иселеништво во диаспората треба да гласаат или не треба да гласаат, дали треба да имат право на глас или не зависи од мојата желба, ниту од вашата, ниту на некој таму кој политичар. Тоа е пропишано во Уставот. Уставот пропишува дека сите државјани на Република Македонија имаат право на глас. Значи, имаат право да избираат и да бидат избирани. И тоа никој не може да го смени. Сега прашање тој устав да се доразработи така што да се овозможи сите граѓани да го остварат своето право на глас. Ние како држава не успеавме да им овозможиме на македонските иселеници да имаат еднакво право на глас како останатите државјани на Република Македонија. Зошто? Одговорот е многу едноставен. Изборниот законник се носи со консензус на политичките партии. Секојаш било до сега така и продолжува да биде така. Едвај владеачката партија, од која што сум јас, ВМРО-ДПМН, успеа некако да ги убеди опозицијата 2010 година да се донесе законот, да се измени изборниот закон во таа смисла да се овозможи како така на некој начин македонските иселеници да земат учество во избирачкиот процес, односно да имаат право да избираат и тоа во средините кај што живеат. Видовме, значи, тој закон резултираше 2011 избор на тројца пратеници од диаспора, 2014 повторно избор на тројца пратеници. Меѓутоа, законот беше така скроен што практично се оневозможи учество на македонските иселеници во поголем обем во изборниот процес. Што сакам да кажам? Сега ќе појаснам. Значи, Агенцијата за иселеништво секоја година, веќе 5-6 години поред, одржува годишна конференција на иселенички организации, кај што доаѓаат представници од иселеничките организации и ги дебатираме сите теми кои што се од интерес за иселеништвото, почнувајќи од чување и негување на јазикот, културата, македонско државјанство и оваа тема. Темата на избирачкото законодавство, избирачкото право, начини, можности како да се таа работа олесни. Верувате дека секој од овие годишни средби, годишни конференции, по сите теми носевме заклучоци, значи секој од овие годишни конференции завршуваше со заклучок по таа тема дека е потребно Република Македонија да обезбеди еднаков пристап на иселениците кон правото на глас и да се најде начин да тоа се направи. Дали тоа ќе биде по пат на овозможување на гласање на иселениците по пат на пошта, редовна пошта, со тоа што ќе им се овозможи нормално однапред порано да ги испратат по пошта нивните гласови, или пак електронска пошта, имейл, популарно, мислам наречено на англиски, или некој друг начин да се најде. Со оглед на тоа дека не може да се постигне консензус, бидејќи опозицијата и тогаш кога се носеше законот беше против можноста иселениците да гласаат, а уште повеќе иселениците во поголем обем да гласаат, значи не успеа да се постигне консензус, да се измени законот во тој правец, да се олесни можности иселениците да гласаат, туку законот беше сменет во друг правец кај што стана уште поневозможно представувањето на иселениците и дојдовме во ситуација во која што дојдовме да немаме представници од иселениците. Инаку, зошто овие барања на иселениците? Еве кратко. Значи, САД, која што е држава распослана на 5000 километри во еден правец и 3000 километри во друг правец, во кој што има огромен број македонски иселеници, има амбасада во Вашингтон и неколку конзулати, Нью Джерси, Детройт и Чикаго, и тоа се места каде што македонските иселеници можат да гласаат. Меѓутоа, ние имаме македонски иселеници насекаде, имаме иселеници во Калифорнија, што е 3500 километри најблиску до првото можно место кај што би гласале, односно конзулатот на Македонија во
Чикаго, или имаме иселеници на Флорида. Или еве, дека не биде таму, имаме иселеници во Охајо. Тие луѓе, за да го остварат своето право на глас, од Охајо би требало да возат 1000 километри до Чикаго или до Детройт, кај ќе им биде поблиску, може би и повеќе од 1000 километри. Мислам дека тоа не е еднакво право на глас. И ние како држава, пак ќе кажам, имаме обврска да го овозможиме еднаквост, еднаква можност во остварувањето на правото на глас на сите граѓани на Република Македонија. Независно дали се иселеници или не се, независно дали живеат во Република Македонија или надвор од Република Македонија. Така. Тоа е причината. Овде е прашањето за двојазичноста, кое што покрена критики и револт дури кај иселениците. Каков е конкретниот став токму на нив, иако овде кај нас во државата се занемарува туѓото мислење, односно мислењето на иселениците, поради тоа што велат дека некој од надвор не може да ни ги крои политиките внатре. Меѓутоа, колку ние знаеме да се го зачуваме нашето она што го имаме и колку сме во оваа борба, дали сме ние истрајни од ваш аспект? Ќе почнам малку од наопаку. Да. Значи, ние имаме иселеници од Македонија кои припаѓаат не само на македонскиот народ, туку и на другите етнички заедници кои живеат во Македонија. И ќе почнеме, кој реков, од наопаку, од ставот на иселениците албанци. Вие го видовте нивниот став. Тоа слушнавте сите нивниот став. Во многу наврати. Имавме можност да слушнеме, имаше една дебата тука, македонски политичар ветуваше се и се што во Берн, Швајцарија. И го слушнавме ставот на тие иселеници и нормално е легитимно тие да бараат тоа што го бараат. Но значи, тоа е ставот на иселениците албанци. Ја не знам дека некој од нив има различен став. За разлика од тоа, пак, ставот на иселениците етнички македонци, и не само етнички македонци, сите припадници на сите останати етнички заедници од Македонија, е дека македонскиот јазик треба да остане единствен службен јазик во Република Македонија и не сакат да слушнат за никакви двојазичности или нешто слично, затоа што многу добро знаат што тоа значи. Многу од нив живеат во земји кај што тие процеси поминале некогаш во историјата или во неодамнешната историја. Например, Белгија. Белгија е земја во која што овој процес што се случува во Македонија почнал во 63-та, почнал токму вака како што почнал туку во Македонија, како што почна 2001, завршил 93-та со федерализација на Белгија. Македонските иселеници не го сакаат тоа. Не сакаат двојазичност, не сакаат федерализација на Македонија. Како што прочем ни македонците овде не сакаат федерализација. Мислам дека доволно кажав по однос на јазикот, но и ние како народ, како нација треба да работиме посериозно кон чувањето и негувањето на македонскиот јазик и овде во Република Македонија. Не само кога се наоѓаме исправени во вакви ситуации со барања за разни воведувања други службени јазици во Република Македонија, туку во секојдневието. Јас, да ви кажам, кога патуваме во Бугарија, во Грција, во Бугарија ги слушам нашите македонски народни песни на радиостаници. И тоа радиостаници кои што по цел ден емитуваат македонска народна музика. Јас овде во Македонија или во Грција постојано грчка музика, не можеш да слушаш друга музика. Не велам јас да не се слушат друга музика освен македонската, но македонски изворен фолклор кој што е еден од основата, од основите на македонскиот идентитет, на македонското битие, на она што сме ние како македонци. Јас не можам сега да посакам да пуштам радиостаница и да слушам извор на македонска народна музика, не ново компонирана, не омаловажувам таа, но сепак значењето на изворната музика е многу различно од таа ново компонираната. Едноставно е невозможно. Или да побарам телевизија каде што ќе успеам да слушнам македонски изворни песни или македонски фолклор, да го видам танец или некое друго друштво. Значи, многу малку правиме како народ сите. Не треба тука државата да ни прави. Значи, државата може да има една телевизија национална и има, и таму ги има овие работи. Ама сите ние треба помалку да се загрижиме што правиме. Нашите деца сите се на телефони и слушаат разни музики, на туг јазик комуницираат, сакам да кажам англиски, ги читаат сите работи.
си ги запоставуваме нашите вредности, го запоставуваме нашиот јазик и тоа нема да не одведе во добар правец како народ и како држава. Ете, ќе го завршиме овој разговор и со реалната политичка состојба во државата. После 2,5 месеци некаде од изборите, ние се уште немаме влада која што ќе действува согласно програмата, согласно гласот на народот кој што изрече победа на одредена политичка партија. Ставот и како сето ова се одвива, како може да се одвива најдоброто сценарио, кој е најдоброто сценарио и според го споменавме уставот, колку се почитува, односно не се почитува уставот. Сите овие случувања, овие барања, овие така наречени платформи, сето тоа е надвор од уставот. Не надвор од уставот, надвор од паметот. Секој оној кој се занимава со политика, вклучително и политичарите од албанскиот блок, знаат како и кој е начинот и патот за реализација на ваквите барања поставени во платформата. Патот е или 2001, тоа што го направија, војна, или промена на уставот по пат на гласање во Собранието на Република Македонија. За таква работа се потребни 80 пратеници, вака како што е сега Собранието, двотретинско мнозинство. Двотретинско мнозинство очигледно се нема. Кој да прави влада, што и да прави влада, двотретинско мнозинство во овој момент со овој распоред на сили не може да обезбеди. Значи, илузорно е да се разговара за некакви си платформи составени надвор од Македонија. Илузорно е уопште да дебатираме, размислуваме на такви теми. Не знам што е причината што овој момент се актуализира оваа работа, иако, јас кажав и порано, ваквите барања на албанските политички партии, на нивните представници не се нови. Тие се уште од осамостојувањето на Македонија па наваму. Меѓутоа, никој пат не биле услов за формирање на влада. Никој пат не биле услов, значи, за надминување на една политичка криза во која што се наоѓаме. Овде ќе го завршам разговорот. Ви благодарам за вашето гостување и те дадовме еден осврт на работењето на Агенцијата за иселеништво, па и секако ќе бидеме и понатаму во контакт во однос на сето она што ќе го сработи Агенцијата, но и се надеваме брзо разрешување на овие политички проблеми или политичка дестабилизација која предолго трае и влијае на работата и спроведувањето на проектите во сите сектори. Ви благодарам за можност што ми ја дадовте да се обратам на вашите гледачи. А вие, драги гледачи, останете и понатаму со Канал Плюс телевизија.